Во некое минуто, во овчеполието царувал некој цар кој имал се што ќе му посака душата. Но немал син, немал престолов наследник. По многу години царицата забременила и царот горел од љубопитност дали ќе добие син и велел син или ништо друго. Тоа најдобро го почувствувале дворјаните на кои им рекол дека главите ќе им летнат ако биде женско дете. Затоа тие, пред да се породи царицата, од некој чергар изеле машко новороденче и го замениле роденото на царицата при самото доаѓање на свет на новороденчето. Но и тоа било машко, а тие не можеле повторно да го заменат и го дале на чергарите. Растеле дечињата и двете здрави, едри момчиња веќе станале, си играле на еден голем камен сред полето. Царевиот син кај чергарите бил говедар и кога ќе се качил на каменот гласно размислувал. Колку е убаво полево за големи битки. Од оваа страна да ми биде пешадијат, од онаму ќе имам силна коњаница и никој не ќе може да ја победи мојата војска. Синот пак на чергарот, што живеел во дворецот кај царот, кога ќе се искачил на каменот, велел: еј, целово поле да е со прачки, што кошници ќе исплетам, колку ли коњи овде можам да потковам. При тоа постојано си чукал со чекан. На царот тоа не му се допагило, но се немало каде. По долго време, некој од дворјаните на царот му ја кажал вистината. Тој веднаш ја впрегнал златната кочија и кинисал по царството да си го бара синот. Сите негови врсници ги прашувал што би посакале да имаат, а тие одговарале дека најмногу би се радувале на злато и на друго богатство. Еден ден на каменот си седело говедарчето. На прашањето на царот тоа рекло дека не сака големо богатство, туку само толку колку што има капки дожд во април и 2 дожда во мај. За секоја капка доволно би му било по еден мал златник. На царот му станало јасно дека е тоа неговиот син и си го повел во дворецот и му го предал царството. Каменот до ден денешен недалеку од Свети Николе си стои и се вика Говедар или Говедаров камен. На него, околу него се случуваат таму веќе со години некои работи. Ситне пари немате да пуштим. Ја од кога памтам одека, ош од 62 година, јас сум одека, јас сум се тука. Овде идат народо за деца, идат за луѓето за стока, идат за се, разбирате, кој нема деца, петат повојчиња кои што се гледаде и си ги петат повојчињата и си ги носат за година. Шом ќе родат, ќе го донесе повојчето тука и ќе си го остави повојчето и ќе си донесе бакшиш на камено. Неганца си носат, кој што си сака, кој што си таксал. По брати ми си ваѓат си кумови и си тие работи идат поред секоја година, разбирате се. За тие 36 години, ја ош одделно како памтам, тоа си така било. Разбирате се, тоа си оде се така. Народ си има кој си има се година, а тоа си е увек доваѓа си на пети. Ние на пети идеме, а на шести си иде у Анзибего на Ѓурѓовден. А овде ние го зашајаме ова на пети, бидејќи еден ден понапред, пред Ѓурѓовден. Како овој камен што е, нема. На каменот се вртат и плетат повои. На повоите си од каменчињата кршат и прават јамалички и ги стават на коланчињата и си ги носат за дечиња. Така да Господ нарекал и така го тоа традицијата оставила и така се го оде со средо.
Минатата година дојдоа 38 за дечиња, а до сега имаме 14 дојдени со дечиња. Со од ланската година што доаѓале. А ланската година имаме, поланската година имаме 41 дојде, а 28 имаме што дојдоа со дечиња. Ланската година. А оваа година до сега, до колку е 5 сата сега, колку е 6, имаме 14 дојдени од 36. А оваа година имаме 14 дојдени. Што се породиле од лани, што се доаѓаат до сега. А од сега колку ќе доаѓаш до утре? Па до утре до 2 до 1 сат си доаѓаат редовно. Ето тогава колку ќе доаѓаат ќе видиме утре, ќе знаеме накнадно колку ќе има дојдено од лански што се доаѓале. Ако не роде, доаѓа коланчето го донесе и сечеме го коланчето, а повторно плете друго коланче. И такви се традиции згодуваат. И такви работи има. И од тие лански дојдоа две што не родила, па дојде, па ланската година па дојде со дете. И има и такви. Или што се случуваат и такви работи. Тука се зима кумот, побратим, што викаме ние кум, од тука го земе она и со тај кум, со тај побратим си плете коланчето. Со него си го плете и до годината ако сака, она си го ване како кум. А ако неќе, она си го сака, онака си го кане на прослава, на кога си има малечко, и ќе си го кане како побратим. А кум ако сака ќе си го кане, ако неќе, еве јас лично како таков, јас сум бил, сега ја да ти кажам право, јас не сакам да бидам да држам. Зашто сам бил кум, нели, толку ми одгарам уж, ако например држам на 5, сите ме повикат 5, ја не можам да бидам кум на сите. Разбираш ли? Идете за тоа се пуштам на тебе, на Рајко, на Петко, кој нека држат пуно луѓе и за тоа ти секој еден сам не може да биде таму. Тука се доаѓаат по 50 може души држат, еден не може да држи. Тука се меѓа дошло дечкото држи, вај дошло држи и се така поред. Секој држи. Сега треба ли се земјата од това? Дето ќе се роди, од тука се родило и тука го доведуат. Значи од тука се родило и доведуат го тука и за да го остави коланчето. Кога се роди дето, донесе го тука коланчето и се донесе бакшиш. Јагне си донесе, коланчето донесе, се донесе тие работи и со побратимот, земе побратимот и си го участвува и му дават бакшиши на побратимот. Било што сака, например, ќе му даде кушула, ќе му даде бовча, ќе му даде кебиња, ќе му даде такви. Што сака тоа? Што си такса, она си такса тука. И тоа му даде на побратимот. Имаше една жена 16 години, дете нема. 16 години. Ево, тие 16 години дојде тука и не е од моето село, од супротното село, тоа е од селото Црнилиште. Маши беше благајник кај наш работеше, неговата жена 16 години нема деца. И дојде од тука и после тоа има дете. Да, после тоа дете кога го има, па роди още 2 дечиња после Бог и даде од тука. А прво 16 години деца нема. Ние грешните и смирените, итмо да придеме кон Богородица и да паднеме пред неја во покаяние од длабочината на нашата душа да извикаме. Владичице, помогни не и сожали се на нас. Побрзај зашто пропаднавме од многуте погрешки. Не ги враќај празни твоите служители, зашто во тебе единствената надеж имаме. Слава на Отца и Сина и Светиот Дух. Богородице, ние недостојните нема да замолчиме, да не зборуваме за Твоите сили. Зашто кога ти не би стоела пред Бога да се молиш, кој ќе не избави од толкави опасности? Од Тебе, Владичице, нема да отстапиме, зашто Ти секогаш ги спасуваш Твоите служители од сите несреќи. Сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Благословена Богородице, отвори ни ги дверите милосрдни, да не загинеме ние кои се надеваме на Тебе, туку да се избавиме со Твојата помош, зашто си Ти спасениот народот христијански. Да се помолиме на Господа, Господе помилуј, зашто си свет Боже наш, и на Тебе слава Ти вознесуваме,
na Oca i Sina i Svetio Duh, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Мајка ми после 6 години немање на деца, доаѓам секоја година тука на овој камен и после 6-та година јас сум од овој камен роден. По мене имаше двајца браќа родени. Пред 4 години бевме тука и ни се роди првото дете. Другата година пак бевме, па третата и сега ние четврти пат. Намерниците со себе си носат прегја, црвена и бела. Со неа 3 пати го обиколуваат каменот, потоа ги собираат конците, плетат долга плетенка и од неа прават колан што младата треба да го носи до следната година заедно со малото каменче откорнато од Карпата, како амајлија. При тоа цело време помага сопругот или кумот. Може,